Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за функциите и компонентите на системот на комплемент. И пред ќе започнеме со функциите. Значи една од функциите на протеините на комплементот е всушност да учествуваат како опсонини, односно да посредуваат во опсонизација која е потребна за фагоцитоза. Сега да речеме дека имаме тука некој си макрофаг. Така, значи имаме одреден макрофаг кој си има нормална својата површина, некакви си рецептори, например, некој си toll-like рецептор. Има различни pattern recognition рецептори кои препознаваат некои си најчести молекуларни образци на дадени бактерии. И сега да речеме дека тука имаме некоја си дадена бактерија која што има дадени антигени на својата површина или пак излачува дадени антигени во околната средина. Но поентата е, овој макрофаг не може да препознае бактеријата. Но одредени протеини на системот на комплемент може да се налепат, унаводници налепат, тие ќе застават на површината на бактеријата, да речеме ќе ја бележиме како триаголниче. Значи овие се протеини од комплементот. Значи протеини од комплементот, каде што макрофагот има рецептор, така, макрофагот има рецептор кој може да се врзе со тие протеини. Така што може да се врзе сега со тие протеини и да изврши фагоцитоза на таа дадена бактерија. Нормално овие протеини може да се налепат на мембраната, може да се налепат дури и врз самите антигени. Така, но поентата е макрофагот си има рецептори за протеините на комплементот, така што може да изврши фагоцитоза. Значи една од функциите е да бидат како да посредуваат во опсонизација. Така, значи опсонизација. Друга функција е да го активираат воспалителниот одговор, односно инфламација, да покренат инфламација. На тој начин што, например, овдека имаш даден крвен сад, така, имаш овдека во околната средина некаква си инфекција, но поентата е да речеме овдека имаш некоја си бела крвна клетка која сакаш да натераш, не да отиде на местото кај што има инфекција. Епа протеините од системот на комплемент можат да ја помогнат така преку процесот на екстравазација. Исто така, ако имаш овдека некој неутрофил, например, имаш одреден неутрофил кој има многу гранули, нели? И овие протеини од системот на комплемент може да го натераат, да изврши дегранулација. Така, да ги ослободи својата содржина во околната средина, што исто така ќе покрене воспаление. Исто така може да предизвика некои клетки да ослободат цитокини. Добро, значи тоа е уште една функција. Сега, интересно е третата функција, која всушност е на некој си начин чистење унаводници. Така, значи ева како ќе ставиме. Сега, чистење на што? Чистење е всушност на сите антитело антигени комплекси. Нели знаеме дека ако имаме некаква си бактерија, така која излачува например одредени антигени во околната средина и ние ќе имаме антитела кои ќе ги врзат сите овие антигени. Така, ќе направат се поголеми. Тоа е една од функциите на антителата, нели да ги врзат антигените. Но поентата е да се прават вакви комплекси. Така и овие нормално не може да опстојат постојано во крвта или на местото на инфекција, мора да се отстранат. Така. И затоа на нив всушност може да се врзат одредени протеини на комплементот, значи да се врзат со самите овие комплекси, така што овие комплекси сега ќе бидат на некој начин проголтани од страна на макрофагите. Така, макрофагите сега ќе ги проголтаат овие комплекси или ќе ги разградат, нели тие протеини повторно се искористат, така не смееме да губиме протеини, или ќе се однесат нели до црниот дроб, до хепарот, односно или до слезена, кај што исто ќе бидат подложени на деградација. Значи ова е многу битна работа, да се отстранат овие антитело антиген комплекси, така, не може да останат тие во циркулацијата или пак на местото на инфекција. Од кој е решен проблемот, тие треба да бидат исчистени. И четвртата функција е да учествуваат при лизирање на дадени клетки. На прокариотски клетки, односно на патогени организми, така. Значи може квасци и што било. Сега, лизирањето како се прави, едноставно имаме која си клетка и видовме дека лизирањето главно се одвиваше преку формирање, видовме во претходното видео, на тие мембрана атакинг комплекс. Така што беа како едни
Сега не знам зашо ги нацртав, што бе некако торпеда, такви протеински, се изградени од многу субединици. И нормално се многу помали, ја се ги направиваха да бидат слични како бактериите, ама тие всушност се многу мали, кои прават многу мали дупки во бактеријата, така, ги треба да се направат многу дупки, и едноставно ќе почнат да излегуваат течности, да влегуваат течности и така натаму, и бактеријата едноставно ќе умре. Значи лизирање преку праење на овие мембран атакинг комплекс. И тоа се главно функциите на системот на комплемент. А сега да видиме сите компоненти кои се... сега, ние видовме уште во претходното видео дека системот на комплементот главно го градат 30 различни гликопротеини. Кои главно нели се создаваат во хепатоцитите, односно во хепарод. Но исто така може да се создадат и од страна на моноцитите, од страна на макрофаги и од страна на некои епителни клетки во гастроинтестиналниот тракт. Сега, овие протеини, нели на системот на комплементот, рековме дека ги бележиме како C1, C2, C3, така, и така натаму. И реков дека во претходното видео дека нејната функција не зависи од нивниот број. Така, бројот сме им го ставале како што сме ги откривале. Значи како што ги откривале, така им ставале бројки. Не мора да значи дека предвидени процеси кои ќе разгледаме понатаму дека мора да идат последователно. Океј. Сега, самите протеини кои се наоѓаат внатре во крвта на пример, нели ги имаме овие протеини кои се шетаат овдека, они се наоѓаат во една зимогена, односно проензимска форма. Така, че ако нацртаме протеинот вака, како едно топче, тој да речеме дека има овдека одреден дел кој ќе облежен со жолта боја, кој што му го затвара активниот дел од протеинот. Да речеме дека овој тука, сега ќе облежен со портокалова боја, е активен дел од протеинот, така што го имаме во инхибиторен фрагмент, така. Кој всушност го покрива тоа активно место. И со цел да се активира овој даден протеин, не знам, некој C3 или кој да е, треба да подлежи на протеолитичка активност. Така, значи ќе имаме одредена протеолитичка активност. Тоа значи дека ќе имаме разложување, разгадување некакви си протеини. Едноставно овој дел всушност ќе се одвои така од остатокот од протеинот и овој протеин сега ќе стане активен. Значи првично е ваков како проензим или пак зимоген ензим. И после протеолитичката активност ќе го имаме, нели тој дел вака кој ќе биде отворен дека со активното место и ќе го имаме инхибиторниот фрагмент ќе биде одделен од него. И сега всушност ќе биде активен, така. И тој сега понатаму ќе може да активира други протеини. Сега, значи при оваа постапка да се активира ензимот, но се прават два фрагменти од дадениот протеин. Така, значи видовме прем беше како едно цело, сега имаме два фрагменти. Сега, сите овие нели што ги бележиме со C1, C2, C3, значи C1, C2, C3, можат да се деградираат на некои фрагменти. Така, и нивните фрагменти, на пример од C1 го бележиме C1A фрагмент и C, ако со големо кецка оставам, C1A и C1B, каде што B е поголемиот, така, додека А фрагментот е секогаш помалиот. Сега, не е баш секогаш, зашто единствен исклучок е кај C2. Значи, кај C2 е единствен исклучок каде што А фрагментот е всушност поголем, така, додека Б фрагментот е помал. Додека кај сите други С единици, кај сите други С протеини, важи правилото дека Б е големиот фрагмент, а е малиот фрагмент. Значи, ова вдека е исклучок. Сега, големите фрагменти најчесто понатаму идат и се врзуваат, така се врзуваат со други фрагменти и активираат некои си каскадни реакции. Додека малите фрагменти не се врзуваат понатаму, не учествуваат веќе во врзување со други С субединици, него малите фрагменти идат и врзуваат рецептори така што покренуваат воспаление.
Сега, овие големија фрагменти ќе се врзат со други протеински фрагменти и ќе образуваат комплекси. Така, например, овој дека што го нацртавме, така да речеме, сега ќе го нацртаме повторно, го имаме вака, со овој протоколовиот дел, и да речеме сега тука дека може да се прикачи со друг таков фрагмент кој исто има таков активен дел. И образуваат се еден комплекс, така кога ќе се приспојат, ги нацртам како да се споени божемски. Така, образуваат еден комплекс. И како ги бележиме овие комплекси? За именувањето овие комплекси, едноставно правиме збир од имињата на самите фрагменти кои учествуваат во градење на комплекс. Например, да речеме дека овој е C4B, така, додека овој е C2A, например. Така, само треба да е помал фрагмент. Усреди не, кај А е големиот фрагмент кај C2. Сега, од кога го имаме овој комплекс, не го бележиме вака, него едноставно ова име на некој начин се сумира и се бележи како C4B2A. Значи пред секоја бројка се знае дека треба да стои буква. Така и не се бележи. Значи не се бележи C4B C2A, него се бележи C4B2A. И дека после може да се додаваат други, например 3B, сега дека лупам нормално, 7B и така натаму и така натаму. Значи така само се сумираат имињата, всушност на фрагментите и се прави едно целосно име на тој комплекс. Сега ако овој комплекс има ензимска активност, тогаш врз името се става како линија. Така за да денотира дека овој комплекс има некаква си ензимска активност, а не е само така како протеин кој се врзува. Сега ќе разгледаме некои други протеини кои се исто компоненти на комплементот. Значи први се овие иницијаторни протеински молекули како што се значи C1Q, мадноза binding лектинот, така или фиколини, каде што тие, да речеме вака ќе нацртам како некои метлички, служат за поврзување на одредени растворени, така или мембрански врзани лиганди, за кои тие може да се врзат, така или некој мембрански врзан лиганд, каде што при нивното врзување од тие претрпуваат одредена модификација, односно конформацијска промена на нивната структура, при што активираат други протеини, така каде што тие протеини ќе активираат други протеини и поентата ќе се започне на каталитичка каскада, каде што ќе имаме всушност активација на системот комплементот на еден од трите начини. Или ќе имаме класичен, алтернативен или лектински пат на активација. Зависи дали имаме C1Q, дали имаме манозабајни лектин или фиколини. Значи тие се иницијаторните молекули. Ги имаме овие конвертазни активатори, односно ензимски медијатори, каде што потребни се, видовме, нели дека имаме одредени протеини, така кои што подлежат на ваква протеолитичка активност. Сега, оваа протеолитичка активност всушност е извршена од страна на овие протеолитички протеини, како C1R, C1S, C4B, C2A, каде што иако самите потекнуваат нели од некој протеин кој бил деградиран, од кога ќе бидат деградирани самите може да бидат понатаму протеини кои ќе имаат протеолитичка активност. Значи, освен нели самите протеини кои се од C1 до C9, ги имаме и овие, например C1R, C1S, лошо го направив. И самите фрагменти на сите овие може исто да имаат некаква си конвертазна, односно некаква протеолитичка активност. Трето е опсонини. И разгледавме процесот на опсонизација, но главно е да се напомене дека главни опсонини се всушност, ава ќе идеме горе, кај беше опсонизација, значи главни опсонини се всушност C4B и C3B. Така, значи C4B и C3B, кои се всушност поголемите фрагменти од C4 и од C3. Нели B беше поголем фрагмент. Значи тие се главните молекули кои служат како опсонини, нели се врзуваат и понатаму самиот макрофаг има вакви C4B, односно C3B рецептори. Кајшто нели ќе ги види одноводници, ќе се врза со нив и ќе изврши опсонизација. Наредно што имаме е анафилотоксини. И анафилотоксините всушност се малите фрагменти при деградација на протеините. Нели видовме дека имаме нели протеини кои што се деградираат на еден помал или на еден поголем фрагмент. Нели А беше малите, Б беа големите, освен кај C2A. Мислам кај C2. Сега, овие малите реков дека учествуваат во потекнување на воспаление, така. Значи место кај што се деградирале, они малку се дифундираат во околната средина и се врзуваат
така за да потикнат воспаление, они првично се врзуваат со одредени ендотелни клетки, така нели клетки кај крвните садови, и преди тоа вршат вазодилатација. Но нормално овие може да бидат штетни во големи количини, нели при анафилактичен шок, ако имаме некаква си алергија, каде што всушност ќе се направат многу вакви мали фрагменти од овие протеини на комплементот. И тука всушност спаѓаат различни C3A, C4A, C5A, значи мали фрагменти од првични протеини кои што се врзуваат со рецептори на ендотелните клетки и потикнуваат воспаление. Исто така нели анафилотоксини се нарекуваат. Значи го имаме мембрански напаѓачкиот комплекс, спомнавме за него дека тоа ќе биде една од главните улоги, така при лизирање на бактериите. И едноставно само напоменеме дека овој мембрански напаѓачки комплекс главно е изграден од C5B, C6, C7, C8 и голем број на копии на C9. Значи сите овие протеини ќе учествуваат во градење на овој мембрански напаѓачки комплекс, кој што ќе биде една од главните функции на системот на комплемент. Друго што имаме рецептори за комплементот. Ова видовме да постојат рецептори, например постојат на макрофагите, така, постојат на макрофагите рецептори со цел нели да учествуваат во опсонизација или пак да учествуваат во чистење на антиген антителните комплекси, но освен макрофагите, интересно е и други клетки ги имаат овие рецептори за протеините на комплемент. Значи вакви се например еритроцитите, и ова спомнавме некој си видео таму наназад, каде што самите еритроцити имаат нели рецептори за протеините на комплементот, така. Значи рецептор за протеин на комплементот кој можеби е врзан со нешто си со антитело. Така каде што сега ова всушност ќе служи како еден вид возило да се однесе до хепарот или до слезената. Исто спомнавме дека нели комплементот може да учествува во дегранулација на одредени при инфламација, нели, и овдека видовме исто и за дегранулација на ова некој си неутрофил, значи може да потикнат и дегранулација, односно и самите неутрофили имаат рецептори за протеините на комплементот. Значи макрофаги, неутрофили, еритроцити и некои други клетки, значи имаат различни рецептори. Седмица е регулаторни протеини. Нормално мораме да имаме вакви регулаторни протеини со цел да не забега целиот процес на системот на комплемент, така да немаме постојано формирање на протеински каскади, каталитички каскади, каде што ќе се формираат вакви мембранатакин комплекс. И дел од тие регулаторни протеини, значи се или ќе идеме горе, некои растворливи протеини, кои да речеме, ќе направиме една нормална клетка овдека, наша нормална клетка. Значи можеш да имаш во околната средина одредени растворливи протеини, така, одредени растворливи протеини, или пак протеини кои се како заштита на твоите клетки. Така, и вакви се например протектин, или пак фактор 1. Еден протеин. Каде што факторот 1, например, инхибира создавање на C3B, кој ќе видиме е битен во целата каскада на овој системот на комплементот, додека протектин не дозволува формирање на мембрански напаѓачки комплекси на мембраните на нашите клетки. Така бидејќи мембрански напаѓачки комплекс не е тој свесен што бира, едноставно се базира на хемија, така што мораме да го имаме овој протектин, така што да не се образуваат овие мембрански напаѓачки комплекси на нашите клетки. И овие се едни бара од начините на кои се регулира самиот процес, односно се регулира системот на комплемент. Значи мораме да ги имаме ти. И дори ќе видиме понатаму како всушност некои бактерии може всушност да еволуираат во наводници вакви регулаторни протеини со цел да може се заштитуваат од самиот систем на комплемент. Добро, тоа беше главно се што сакав да спомнам во ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.